На прашањата доставени до царината, ни одговорија дека РКМ од 2021 досега има увезено 47.530 тони мазут, или во цистерни од по 20 тони, тоа е околу 1900 цистерни. Извршени се само 20 на проверки на мазутот кој го увезува РКМ, и во 1/4 од тие проверени е утврден поголем процент сулфур од дозволениот максимум. Во овој период, 2021-2025, испитани се 23 мостри при увоз на мазут, од кои што кај 6 се утврдени одстапување од квалитетот и сите се вратени назад, односно цистерните со мазут не се пуштени во државата. По детални информации не може да се споделат, истите се дел од истрагата што ја води основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. При тоа ве известуваме дека царинските испостави во царинската постапка вршат контрола на документите заради правилна примена на законите на увоз на предметната стока. При испитување на квалитетот на мазут во царинската лабораторија се испитува нивото на сулфур, а за правилно распоредување на предметната стока и наплата на давачки, како и безбедност на производите што се внесуваат во државата. Резултатите од ваквата анализа се предмет на понатамошно постапување, што значи дека доколку се утврди ниво на сулфур кој е повисок од законски пропишаниот, не се дозволува внес на стока во државата. За останатите, над 1800 пратки мазут на РКМ, не се правени проверки на влез во државата од страна на царината. Но во внатрешната трговија, можност за проверка може да прави Државниот пазарен инспекторат и Инспекторатот за животна средина. Од пазарниот инспекторат ни одговорија дека за две фирми опфатени со истрагата за мазутот, РКМ и Пуцко Петрол, во последните 5,5 години направени се 20 на проверки. Значи при увоз на над 1900 цистерни мазут имало вкупно 43 надзори или контроли, од кои во 10 случаи не бил дозволен внес и увоз на спорниот по квалитет мазут на увозникот РКМ. Проблемот е што е опфатен мал примерок, не повеќе од 2,5% од вкупниот број на увози. Дополнително и тоа што пазарниот инспекторат го мери квалитетот за да се заштитат од штетни импликации машини, машински делови, горилници и други технички елементи кои при производство користат мазут. А горењето и евентуалните штетни последици од мазутот по здравјето на луѓето и по животната средина треба да бидат проверени од Инспекторатот за животна средина. И сега во купишта документи за увоз на мазут, за проверки на квалитет и анализи за проверка на влијание врз животна средина, треба да влезат истражителите на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Затоа што покрај истрагата за финансиски злоупотреби, МВР им доставило и кривична пријава за екоцид и други тешки кривични дела поврзани со заштита на животната средина и здравјето на луѓето.